Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Да направиме преглед на топ 3 настаните на денот. Дуранското езеро е безбедно за капење, покажаа последните резултати од Центарот за јавно здравје во Велес на примероци од вода што ги доставила општината пред почетокот на новата летна сезона. Општина Гевгелија во соработка со општина Пеонија ќе се погрижат да го исчистат коритото на Суварека и Конска река во должина од 3 километри, со што би се обезбедила целосна заштита на пограничниот регион од поплави. Од петок ќе настапи дестабилизирање на времето и во наредните денови на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи, променливо и нестабилно ќе се задржи и во текот на следната работна седмица. Собранието на Република Македонија на денешното продолжение на конститутивната седница со 62 гласа за, без воздржани и против, ги избра председателот, заменик председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. За председател на комисијата е избран Илија Димовски, за негов заменик Зоран Илиовски, а за членови избрани се Антонио Милошовски, Крсто Муковски, Даниела Рангелова, Димитар Стефананџија, Благица Ласовска, Горан Мисовски, Дамјан Манчевски, Петре Шилегов, Мухамед Зекири, Ивана Туфекџич, Джеват Адеми и Зекирија Ибраими. По завршувањето на конститутивната седница, собранието треба да ја почне третата седница за избор на работни тела, по чие завршување треба да ја продолжи втората седница на која на дневен ред е избор на нова влада. Седницата за избор на нова влада, што започна вчера, треба да заврши најдоцна до полноќ, кога треба да се изгласа за предложеното решение од мандаторот Зоран Заев со најмалку 61 глас. Во новата влада, според предлог составот што го достави мандаторот Заев, министри ќе имаат СДСМ ДУИ и Алијанса на албанците, кои имаат мнозинство од 62 пратеници во 120 членото собрание. А Сдруженијето за телесен инвалидитет Мобилност денес преку различни активности го одбележа денот на мултиплекс склероза, автоимуна нервно-дегеративна болест од која боледуваат милион луѓе ширум светот. Не има нас и дека ние сакаме да се бориме против оваа исклучително фатална болест, која што велам дека поготово во продуктивниот период на еден човечки живот се јавува. Значи не може да се занемари, дека тој човек во тие години од 20 до 40 или 50 годишна возраст не може само да седи како билка и да вегетира, него мора да биде продуктивен, ако не физички, тогаш умствено да. И затоа апелираме до целата јавност дека овие луѓе со ова заболување не треба да бидат заборавени и дека треба да се бориме да им се подобри нивниот живот, за да може да действуваат они во општеството и општеството за нив. Проектот се состои од 3 компоненти. Првата компонента на проектот се однесува на воведување на услугата за професионална рехабилитација на лицата со инвалидитет и нивно вработување. Втората компонента на проектот се однесува на воведување на услугата лична асистенција на лицата со инвалидитет и третата компонента на проектот се однесува за унапредување на постоечкиот ICT систем, односно Лирикус системот за социјалните работници и сите професионалци кои што работат со лицата со инвалидитет. 70 лица со инвалидитет и 70 лични асистенти се вклучени во пилотирањето на оваа услуга. Имаме за цел да видиме дали услугата ќе биде ефикасна, дали на лицата со инвалидитет им е потребна. Од она што до сега направено, од анализите, од разговорите со самите лица со инвалидитет, се испостави дека оваа услуга е итекако битна и една од клучните услуги која треба да функционира во Република Македонија. Буџетската каса е ликвидна. Идниот министар за финансии ќе наследи депозитна сметка со доволно пари и непотрошена еврообврзница. Во касата има доволно средства за нормално функционирање и за исплата на сите доспејани обврски, рече министерот за финансии Кирил Миновски. Редовно се врши исплата на сите доспејани налози, се исплаќаат и субвенциите. До петокот префрлени се 32 милиони евра за оваа намена. Годината беше завршена успешно, имавме висок степен на наплата на приходи преку управата за јавни приходи од царините кои што ги остваруваме и по други основи, со што успеавме да значителен дел од средствата ги трансферираме во 2017 година. Воедно буџетскиот дефицит за 2016 година беше 2,7%, што исто така значи се заштеди за буџетот. За тоа ќе треба да разговарате со
идната влада ние се обидовме да направиме доста во делот на таа фискална консолидација. Често пати имавме дневни изјави во поглед на аукциите кои што ги објавувавме, каде што ја користевме добрата ликвидност на домашниот пазар со цел да се зголеми рочноста и да се намали просечната каматна стапка на долгот. Продолжуваме со регионалните вести од југоистокот. Одиме во Дојран. Дојранското езеро е безбедно за капење. Покажаа последните резултати од Центарот за јавно здравје во Велес на примероци од вода што ги доставила општината пред почетокот на новата летна сезона. Водата во Дојранското езеро е безбедна и здравствено исправна за капење, покажуваат последните анализи на примероци од вода од ова езеро. Општина Дојран преку својата Facebook страна Дојран Ренесанс објави резултати добиени од Центарот за јавно здравје во Велес за примероци од вода кои општинските власти ги испратиле до оваа институција. Така во документите е наведено дека примерокот од отпадна вода земен од пречистителната станица Топлецка и Дојранското езеро одговара на законските прописи. Примерокот од површинска вода земена од плажата Гранико кај Стара Мрдаја според физичко-хемиските параметри одговара на втора и прва класа на вода, а според микробиолошката анализа се наоѓа во одлична состојба. Исти резултати се добиени и за плажата Пулин и за градската плажа. И според последните резултати што ги имам добиено од моите колеги од Центрите за јавно здравје во Велес за Дојранско езеро и за Охрид, од Центар за јавно здравје во Охрид. Охридско езеро е секојаш прва класа, а Дојранско е одлична класа во однос на микробиологијата. Во резултатите уште стои и дека водата од сите три локации спаѓа во трета класа по присутна матност и припаѓа на петта сатурација, односно заситеност со кислород, а тие параметри како што е наведено не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето и поради тоа водата може да се користи за капење и рекреација. Инаку предекот на сезоната, односно на почетокот на месецот јули минатата година, Центарот за јавно здравје во Велес во медиумите објави дека на 4 мерни места, односно плажите Градска плажа, Црвен крст, Златен брег и Калдрма, водата е небезбедна по здравјето и локалните власти треба да го забранат капењето. Локалната самоуправа и голем дел од јавноста ваквите информации ги негираше како директен напад врз општината и обид за уништување на туристичката сезона, пошто подоцна следеше и уште еден сличен обид со објавување на веста дека во езерото се уловени пирани. Во следната анализа, што истата година општината ја побара од Центарот за јавно здравје, во Велес се покажа дека водата е безбедна за капење. Од Дојран се селиме во Гевгелија. Заштитата и зачувувањето на квалитетот на водата е прашање од централно значење во рамките на прекуграничната соработка на прекуграничните општини крај македонско-грчката граница. Токму затоа општина Гевгелија во соработка со општина Пеунија од Грција ќе се погрижат да го исчистат коритото на Суварека и Конска река во должина од 3 километри, со што би се обезбедила целосна заштита на пограничниот регион од поплави. Општина Гевгелија во соработка со грчките прекугранични општини Пеонија и Халкидона ќе го реализира проектот одржливо управување на прекуграничните водни ресурси, односно заштита на реката Вардар и целиот прекуграничен регион од загадување. Во план е да се регулира делот Суварека, но и целосна регулација на Конска река, која минува крај Гевгелија во должина од 3 километри, со што би се обезбедила целосна заштита на пограничниот регион од поплави. На општина Гевгелија се доделени грантот околу 500.000 евра и со тие ќе биде регулиран Сува река, делот Сува река во должина од 3 километри, што претпоставува дека ќе се направи санација за да не дојде до излевање на водите при обилни врнежи, значи ќе има и заштита од поплави. Инаку и дел од тие пари ќе бидат употребени за една работа која што мислам дека е многу важна за општината, ќе биде набавена најсовремена лабораторија за мерење на квалитетот на водата. Она што подолго време е проблем во Гевгелија, дали е или дали не е добра водата за пиење на општина Гевгелија, значи ќе можеме конечно тука самите тоа да го мериме, а не да ги пуштаме резултатите во другите земји или во други центри. Опремата ќе биде комплементирана имајќи предвид дека во завршна фаза е изградбата на новата пречистителна станица кај реката Вардар, со што ќе се надополни овој проект за уредување на прекуграничниот регион во екорегион и заштита на водените ресурси.
До крајот на месецот треба да биде осогласен буџетот за реализација на проектот, а во јуни се очекува и потпишување на договорот за реализација на проектот Аква М2. Инаку пограничните општини Гевгелија и Пеонија беа партнери во претходно успешно реализираниот проект Аква М1 со финансиска поддршка од ИПА програмата за прекогранична соработка, во чии рамки беше уреден од водниот канал Раул во Гевгелија. Остануваме во Гевгелија, откако Сдруженијето на граѓани Спас за нас пријави неовластени градежни активности на локалитетот Асан Чешма на Кожув, со свој став излезе и компанијата Резервоар Минералс, кој ги врши деталните геолошки истражувања таму. Компанијата Резервоар Минералс Македонија се јави со свој став и негира дека изведуваат градежни активности на Кожув, откако Сдруженијето Спас за Гевгелија испрати пријава до повеќе инспекторати за неовластени и незаконски дејности кај локалитетот Асан Чешма до регионалниот пат Смрдлива вода ски центар Кожув. Сакаме да ги известиме жителите на општина Гевгелија дека не изведуваме никакви градежни активности, туку само детални геолошки истражувања. Започнавме со спроведување на последната фаза од деталните геолошки истражувања, односно истражно дупчење со цел исполнување на преостанатите обврски од договорот, чија важност истекува на 4 јули годинава во 24 часот по полноќ, се вели во писменото соопштение од компанијата и се додава дека ова дупчење во никој случај не е контаминиран, ниту пак изнесува штета на природната и животната средина, бидејќи начинот, опремата и материјалите кои се применуваат се согласно позитивните законски регулативи на Република Македонија, се со цел добивање резултати без предизвикување никаква штета. За овој случајот Спас за Гевгелија пријава испратија до Државниот инспекторат за патишта, за шумарство, за екологија и општинскиот инспектор за градежништво во Гевгелија, од каде побараа веднаш да излезат на терен, да ја утврдат фактичката состојба и да ги преземат сите законски мерки. Предходно на 15 месецов, еден од организаторите на иницијативата Спас за Гевгелија доби опомена пред тужба од Сардич, компанијата која доби концесија за изградба на рудникот за бакар Казандол во Валандово. Преку опомената компанијата бараше извинување за произнесени груби невистини и клевети за време на неговото учество на телевизиска дебата на една од националните телевизии. Тие побараа тој да ја повлече својата изјава, бидејќи во спротивно ќе биде поведена судска постапка против него. Минатата недела Сдруженијето Спас за Валандово имаше активности преку фестивалот за органска храна, додека пак Сдруженијето во Струмица, која е против отворањето на рудник во Иловица, ја имаше првата средба со своите членови. Училиштето Никола Карев од Радовиш со одлично постигнати резултати на државните надпревари успешно ја заврши учебната година. По многобројните успеси на државно ниво, учениците сега се подготвуваат за екстерното полагање. Основното училиште Никола Карев од Радовиш успешно заврши уште една учебна година, со многу успеси кои учениците ги постигнаа на различните надпревари на кои учествуваа. Како што истакна директорката Стоја Митревска, горди се што учениците успешно го представили училиштето не само во општина Радовиш, туку и на државно ниво. Оваа учебна година од нашето училиште голем број на ученици учествуваа во сите надпревари, почнувајќи од најниското ниво, и ги поминаа сите фази од општински, регионален и државен. Јас сакам да им се заблагодарам јавно на сите и ученици и наставници кои што многу успешно работеа и успешно го представија, афирмираа нашето училиште насекаде во општината, па и пошироко. Оваа година училиштето имаше најголемо учество на државни надпревари, рече директорката. Таа особено ги истакна постигнатите резултати на надпреварите по математика, на кои учениците успеале да стигнат и до Олимпијада. Како едни од поважните успеси на државно ниво ги издвои и освоеното второ место по математика, природни науки второ и трето место, хемија второ место, биологија второ и трето, географија трето место и други. Митревска рече дека се среќни за овој успех. Значи, оваа година веќе го достигнавме врвот со учество на државни надпревари, но и со резултати, односно освоени место државните надпревари, на кои што сите вработени и јас сме многу горди и среќни. Нашите желби за успеси понатаму се големи и продолжуваме на патот кој го зацртавме. Уште еднаш ќе кажам дека оваа година го постигнавме врвот во овие години, гледајќи ги сите наназад, и мислиме дека ќе продолжиме уште поуспешно и понатаму.
Учебната година ќе трае до 9 јуни, а учениците се подготвуваат за екстерното полагање и според Митревска ќе постапуваат според насоките на Министерството за образование. Средношколци од 2 и 3 година од средните училишта во општина Струмица денеска вршеа симулација на работата на Советот. Како прва активност на проектот институционална подршка за развој на локалната демократија што го спроведува форумот на заедниците, средношколците седнаа во советничките места и дебатираа за 3 точки на дневниот ред. Средношколците седнаа во советничките места и дебатираа за 3 точки на дневниот ред: квартален извештај за буџетот, изградба на нов кружен тек и културните настани во 2017 година. Како дел од симулацијата на Советот на општината, учениците од 2 и 3 година се запознаваа со работата на локалната власт. Активно работевме на изучувањето на принципите на локалната демократија, работевме напорно, дискутиравме за теми кои нас не засегаат, кои се однесуваат на нас, но и на сите други граѓани во општината и најважно од се се дружевме. Се воспостави една успешна соработка помеѓу нас и помеѓу центарот на заедницата за која се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Професор Елизабета Василева, една од четворицата ментори, вели дека оваа активност за учениците е пред се богато искуство. И за 1 до 2 години самите ќе станат полноправни граѓани на Република Македонија и секое знаење од областа на граѓанското образование и секое практично искуство за нив представува придобивка, бидејќи тие за 1 до 2 години директно, активно, посредно и непосредно ќе бидат вклучени во донесувањето и креирањето на политики на локално ниво. Средношколците ги поздрави вршителот на должност градоначалник на општина Струмица Костадин Костадинов, кој посочи дека можеби токму во нив седи еден советник или прв човек на градот. И досегашниот претседател на Советот Јосиф Христов упати пораки до младите практиканти. Овде се одржува и ќе се одржува и во иднина седниците на Советот на општина Струмица, на која избраните советници водат дискусија, одлучуваат по значајни прашања од различни области, а се утврдени со точките од дневниот ред. Се разбира, тие седници се одвиваат според одредени правила, кои ги налага деловникот за работа на Советот, кој е утврден со статутот на општина Струмица, а во согласност со важечкиот закон за локална самоуправа. Со тоа вие и вашите професори по граѓанско образование станувате главни чинители на една успешна практична настава, при што се зголемуваат вашите знаења за процесот на водење политики на локално ниво. Ако минатата година таква активност беше спроведена само за учениците од Средното општинско училиште Никола Карев, тогаш овогодишното вклучување на сите средни училишта представува значаен искок. Од форумот на заедниците велат дека ова е прва активност на проектот. Целта на оваа активност е да се вклучат младите активно да учествуваат во креирањето на локалните политики, да се запознаат со работата на локалната самоуправа, конкретно со надлежностите на градоначалникот на општина Струмица, со надлежностите на Советот на општина Струмица, на советниците и на претседателот на Советот на општина Струмица, како и со решавањето на прашања и проблеми. Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија. На средината од месецов во Будимпешта се одржа Европски бодибилдинг и фитнес надпревар на кој учествуваше и македонската репрезентација со 8 репрезентативци во различни категории. Меѓу нив најуспешни беа Радовишани. А најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев синоќа со членовите на својот клуб Академијата Пандев во Струмица го прослави влезот во прволигашката конкуренција од следната сезона. Па сигурно дека сум горд. Најсреќен сум за луѓето што работат во академијата, за овие прекрасни дечки. Стварно заслужија да влезат во прва лига, бидејќи видовме дека цела сезона бевме доминантни и мислам дека заслужено влеговме во првата македонска лига. Па добро, знаеме дека сите од нас очекуваат Академија Пандев да се бори за европските купови. Не треба да се залажуваме. Мислам дека треба да обрнеме внимание на младите категории, уште повеќе. Знам дека младите категории ова сезона одигра многу финали во младите категории, али овде не треба да застанеме. Треба целиот македонска работа да поставиме во младите категории, да правиме играчи за првиот тим. Сигурно дека и првиот тим се надевам дека ова сезона ќе биде една мирна сезона и мислам дека можеме да се носиме со
великани за македонски фудбал како што е Вардар Ишкенди. Бевме двајца представници во републичката репрезентација за бодибилдинг на европскиот надпревар организиран во Будимпешта од страна на Интернационалната федерација за бодибилдинг и фитнес. Мислам дека беше убаво искуство. Целосно репрезентацијата показа значителни резултати, освојувајќи повеќе места. Бевме вкупно 8 надпреварувачи, во кои можам да потенцирам освоено второ место во јуниорска категорија, прво место во бикини фитнес од жените, трето место исто друга женска личност, четврто место, девето место. Ние радовишани бевме во првите топ 10 во најјаката конкуренција, во физик и во мастерс over 40+. Можем да потенцирам и да напоменам на мое лично задоволство дека во овој спорт увидов дека старосната граница некако во останатите спортови, туку напротив можам да посочам пример од најголем број, околу 90% од победниците во вкупните категории беа над 40 години, значи возраста за овој спорт е само бројка и истите тие победници потоа беа вклучени во мастер конкуренција над 40 години, така да се соочив точно со голема конкурентност. Малтене тоа беше избор меѓу шампионите, меѓутоа од 18 надпреварувачи, јас лично сум задоволен што влегов во првите 10 и сметам дека без разлика на пласманот, спортот е тој кој треба да се негува, кој треба младите да го прифаќат. Кој и да е спорт може само да има позитивни ефекти и добробит за младиот човек пред се. И не само за младите, нели? Искуствата покажува дека без разлика на возраста, на полот, на било кој предрасуди, спортот има позитивно влијание во животот и би пропагирал за секој човек да издвои дел од своето време на било кој начин во било кој спорт да биде активен. Во продолжение да го проследиме и прегледот на вестите од светот и регионот. Председателите на Русија и на САД Владимир Путин и Доналд Трамп уште еднаш ги отфрлија обвинувањата за руско мешање во ланските американски председателски избори. Според нив станува збор за фикција и за лажни вести, креирани од демократите за да го оправдаат поразот на изборите. Во интервју за францускиот весник Фигаро, председателот Путин остро ги отфрли обвинувањата за руската вмешаност во хакирањето на мејловите на Демократската партија, со што нивниот кандидат за председател Хилари Клинтон била ставена во незавидна позиција. Претходно Трамп изрази слично мислење на Твитер, наведувајќи дека руските официјални представници мора да им се смеат на САД и на правдањето за она зошто демократите ги загубиле изборите. Во експлозија на автомобил бомба во близина на германската амбасада во Кабул загина најмалку 80 лица, а повредени се околу 350. Нападот се случил во дипломатскиот кварт на Кабул во утринскиот сообраќаен шпиц. Целта на нападот засега не е позната. Според наводи на француската влада, оштетени се германската и француската амбасада. Од германски безбедносни кругови се вели дека се уште не е јасно дали има повредени германци во амбасадата, но можно е да има повредени афганистанци кои работеле во амбасадата. Црнагора, Албанија и Косово основаа синоќа заеднички центар за полициска соработка кој ќе унапреди размена на информации и зголеми безбедност на заедничките граници за да се исполнат шенгенските стандарди, соопшти црногорското МВР. Протоколот за основање на центарот го потпишаа министрите за внатрешни работи на Црнагора и Албанија, Мевлюдин Нуходжич и Дритан Демирај и заменик министерот за внатрешни работи на Косово Валдет Хоџа. Пентагон соопшти дека успешно тестирал пресретнување интерконтинентални балистички ракети какви што се обидува да стекне Северна Кореја. Ова е првпат американската војска да извршува ваква проба со помош на балистичка ракета како вистинска цел, се наведува во соопштението на Агенцијата за одбрана од ракети. Проектилот бил истрелан од војната база Ванденберг во Калифорнија.
А под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, од петок ќе настапи позначително дестабилизирање на времето и во наредните денови на повеќе места ќе има пореен дожд и грмежи. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пореен дожд, појава на град и засилен ветер, особено во петок и во сабота. Променливо и нестабилно ќе се задржи во текот на следната работна седмица. Еве е деталната прогноза од УХМР. Во следните 2 дена не очекува стабилно и доста топло време. Конечно ќе имаме температури кои што се карактеристични за овој период од годината. Најтопло се очекува да биде во четврток, кога дневните температури ќе се движат во интервал од 27 до 34 степени, значи на повеќе места ќе го надминуваат 30 степен. Иако во четврток повторно не исклучено во планинските подрачја да имаме и ретка појава на краткотраен дожд со грмежи. Позначително дестабилизирање на времето се очекува од петок во попладневните часови, па и потоа во следните денови, кога ќе имаме на повеќе места повторно поројни врнежи од дожд, проследени со грмежи, и овие процеси се очекува да бидат најинтензивни во петок и во сабота, кога локално повторно има услови за појава на невреме, проследено со интензивен пороен дожд, услови за појава на град и засилен ветер. Значи од петок попладне, како што кажав, ќе имаме дестабилизирање, па така и во недела, па и во почетокот на наредната седмица се очекува, особено во попладневните часови, да имаме појава на дожд и грмежи. Интензитетот на процесите ќе биде различен, нели, во различни денови, а температурите ќе бележат благо опаѓање, меѓутоа нема да биде студено како што беше во претходниот период. Ова беше последната информација за овој дневник. Имајте пријатен остаток од денот.